последната година субвенциите за земјоделците растат на 150 милиони евро и ќе останат секоја година по 150. Значи, Добро, вкупно тоа 600 инвестирање милиони се враќа ли? Како не се враќа? Само овани пола милиарда евра извоз имаме за земјоделски производи. Добро, има ли тука ДДВ во државата, во државната Како каса нема? влегуваат? Како може да нема? Значи, конкретно се исплати таа инвестиција. Прво се исплати преку отворање на нови работни места. За да се произведе тоа треба луѓе да работат, така? Тие луѓе седеле пред 6 години. Седеле дома или нешто ситно работеле, некоја колку се прехрана. Сега работат и за во Македонија продаваат и извезуваат. И стигна до пола милиарда извозот во 2013 за земјоделие. Значи прво отворање работни места. Второ, деломно, не целосно, субституција на увоз. Трето, приходи во буџет од извоз. Апсолутно се исплати. Само вработувањата и приходите во буџет да ги земеш, завршена е приказната со сето тоа. Тоа се големи инвестиции, но знаете како, ако сега... Или, да. Продолжете. Не мислев на друг сектор да поминам. Може и нови. Повелете. Не идев на сектор. Идев сосема теорија на економија, сакав да ве прашам, ама тоа е откако ќе ги завршиме секторите. Во земјоделие имаме куп други проекти. Не, субвенциите се вака најпопуларни. Имаме проекти со кои што 50-50 ќе се поддржува купување на механизација, на трактори и на друга механизација. Тоа и до сега го правиме. Сега ќе го зајакнеме. Имаме помагање на правење на задруги. Дефинитивно во светот е докажано дека задругите се многу попрофитабилни и порентабилни отколку индивидуални земјоделци. Што правиме ние? Ќе им го плаќаме менаџерот во првите 3 години. Ќе им даваме други поволни услови за да почнат да работат како задруга. Така. Прво ќе го уедначат производството. Секој што доаѓа да купи или што сака да купи некој земјоделски производ, сака да му биде исти. Ако е зелка, иста зелка да биде. Ако е лубеница, иста сорта лубеница и така. Да. Откупни центри и така. Значи, кога се прави задруга, се уедначува производството, се зголемува квалитетот, бидејќи сите од секој гледа најдоброто го превзема, се става професионален менаџер, што си ја знае работата и што брка извоз и што брка продажба. Се користи механизацијата максимално. Да речеме, ти имаш комбајн, го користиш еден месец, после тоа го даваш другите го користат, а ти од нив земаш, не знам, 5 трактори. Има многу предности, така што го форсираме многу тоа. Веќе се направија неколку задруги, ама се уште е тоа малку. Верувам дека во овие 4 години земјоделците ќе разберат дека многу повеќе ќе им биде од корист тоа. Планираме исто така проект за обука на земјоделците. Сега некој на прв поглед ке са обука, уште тоа ми фали. Не, напротив, јас сметам дека не фали. Земјоделието е наука. Земјоделието не е само работа и труд. Дел од нашите земјоделци ја знаат одлично таа наука, ама дел не ја знаат толку добро. Има различни сорти на растенија од кои што може поголем плод да се добие. Има разни начини почесто да се добива плод во само не ГМО, нели? Не зборуваме за ГМО, не. Зборуваме за најдобри земјоделски практики. Воведување на најдобрите земјоделски практики. Предвидуваме во низ цела Македонија, во сите општини каде што има земјоделие, да одат професионални луѓе и во одредени денови кога најмногу им одговара на земјоделците и во делови од денот што најмногу им одговараат, да држат предавања што тие треба да направат за да добијат побогат род, поквалитетно производство, какво семе да употребат, какво вештачко ѓубре, колку пати треба да се наводнува, на каков начин да се наводнува.